Здраве, најпрво ти посакам да дојде во редакцијата на Телеграф МГ и да ти честитам за изборот со тоа што ќе представуваш нашата земја на Евросонг во Киев. Ви благодарам на гостопримството и на поканата, многу сум возбудена. Ајде пред да почнеме сега да зборуваме за Евровизија и за тоа како ти си избрана да ја представуваш нашата земја, да ги потсетиме оние што не те познаваат доволно. Ти си Јана Бурчевска, се појави на Идол и оставам на тебе да кажеш што понатака, што правиш овие Се појави на македонски Идол, првиот еден. Пред колку време беше тоа? Тоа беше пред 6 години, речи си, 2011-та. Ова многу одамна. А ти имаш само 23 години. Имам 23 години, да, тогаш имав 17 години и моите години беа постојано потенцирани и многу впечатливи. По Идолот работев на неколку проекти, снимив неколку реклами. Учествуваше на Еден од фестивал? омилените ми е проектот на УНИЦЕФ за училиште без насилство. Исто така снимав кампања за меѓуетничка толеранција со USAID. Понатаму учествував 3 пати на Скопскиот фестивал. Прв пат на ревијалниот фестивал 2011-та, тоест 2012-та, се извинувам. Настапив со композиција на Валентино Скендировски, а текстот го напишав сама, на што сум особено горда, тоа беше прво искуство за мене, а и интересно ми беше што првата моја песна сама ја напишав. Понатаму 2013 година исто така настапив на Скопскиот фестивал, кој тогаш веќе беше од надпреварувачки карактер, немав некој пласман. Композицијата беше на Гуру Хара, текстот на Игор Джамбазов, аранжманот на Дамир Мери. 2015 година, односно лани, ова време некта беше ноември, а настапив повторно по 3 пат на Скопскиот фестивал со композицијата Јас и ти, дело на Бојан Трајковски или Боки Ајкју и Кристина Арнудов. Добро, супер. Ајде сега да се вратиме повторно за она што сме тука. Така. Кажи ми, како испадна Јана Бурчевска да ја представува нашата земја на изборот за песна на Евровизија во Киев? Како Да ни објасниш малку повеќе за тоа. Како испадна, не знам. Од каде ти уствари, кој ти се јави, кој ти предложи? Вака, значи како одлучила не знам, тоа беше интерна одлука на македонската радиотелевизија. Јас минатата недела добив повик во кој што ми беше најавено дека повик од менеджментот на МТВ, во кој што ми беше најавено дека ќе се одржи состанок на темата. Меѓутоа тогаш си уште не бев свесна што точно ќе се случува. И во понеделникот конечно се реализираше тој состанок на кој ми беше соопштено дека е донесена одлука јас да бидам представник на предстојниот Евросонг. Дали доби информација дали имало и други изведувачи кои што биле во конкуренција или немаш таква информација? Немам, не знам ништо за тоа. Добро. Ти изненади оваа одлука? Да, мислам дека се уште се забележува и како што примети утрово бев Среќна си или исплашена си? Измешани чувства. Не би рекла дека сум исплашена, меѓутоа сум загрижена за она што ме очекува. Огромна одговорност е меѓу другото, покрај тоа што е задоволство и привилегија и чест и сум пресреќна и се ми се чини неверојатно. Свесна си во што се впушташ, пошто Евросонгот е еден, можеби не можеби, тука најголемиот музички фестивал во светот. Одговорна работа, ќе представува својата земја. Така. Свесна си во што се впушташ? Свесна сум за тежината на обврските кои ми предстојат, меѓутоа за комплетниот процес немам никаква идеја што ми следи. Така. Наскоро ќе се одржат состаноци во македонската радиотелевизија и веројатно ќе бидам малку поупатена во однос на што ме очекува. Јавноста знае помалку да биде сурова секогаш кога станува збор за Евровизија, нели за избор за представници. Јавноста коментирала негативно и позитивно и кога била и Калиопи, кога била и Каролина, кога била и Владо, кога била и Лозано и Тоше Проески и сега ти си на тапет. Нели тебе те обвинуваат под наводници дека си млада, дека си неискусна, дека можеби нема да се снајдеш на сцената во Киев. Твое мислење? Моje мислење, мислам
дека е добро што македонската радиотелевизија волку рано го одбра својот представник. И тоа ми дава време да се подготвам. Јас сум млада и немам многу искуство, меѓутоа, меѓу другото сум и воркохолик во некоја смисла. Ветувам дека ќе бидам многу посветена и дека многу ќе работам за да ги надминам своите капацитети. Сметаш дека ќе можеш да се најдеш на таа голема сцена во Киев? Сметам, да. И претходно, не е само не се само тие 3 минути. Но ќе можам да се снајдам, да. Так. Тие 3 минути на сцена ќе бараат повеќе влог од мене во однос на она претходно што следи од типот на изјави, представување на татковината како човек. Так. Дали од сега можеби се знае што ќе пееш, дали ти е соопштено со кој автори би можела да се работуваш, можеш ли сама да избираш? Ништо не е прецизирано, како што веќе спомнав, ќе се одржуваат состаноци во македонската радиотелевизија овие наредниве денови. И тогаш се надевам дека ќе имаме некоја поконкретна замисла за процесот. Инаку се друго се сведува на моја мечта и фантазија. Ако треба ти да избираш, што би пеела на Евросонг? Значи, според оно што лично најмногу слушам и што јас мислам дека ми лежи, можеби не сум во право, но сметам дека добра комбинација би било Јана да се појави во некој диско-фанк, сол, фазон. Некоја брза, позитивна песна? Да, нешто весело, нешто брзо, така, да е забавно. Добро. Ајде сега, вака, кажи ми, периодов настапуваш, те има низ Скопје, по клубовиве, по кафичеве, каде може те видат луѓето? Дозволено е да рекламирам? Па ајде, може да кажеш неколку како. Имам, да, настапувам со бенд, се викаме Овпиц, поздрав до Марко, Даме, Аце и Димитар. Настапуваме во неколку локали во Скопје, во петок сме after work во Бруклински, настапуваме исто така во Барбакан, настапуваме на приватни забави. Имаш ли идеја како би сакала да изгледаш на сцена? Што да носиш? Па немам искрено да бидам. Си размислувала овие денови или уопште не ти падна на памет тоа? Па не, многу пати сум се замислувала кога сум гледала Евровизија како би изгледала јас и што би направила, меѓутоа сега во моментов сум толку чудо невидена од тоа што ми се случува и се соочувам и се справувам со многу работи, не сум размислувала на таа тема. Добро, Јана, ти благодарам што беше во просториите на Телеграф Мака, ти посекуваме многу среќа на Евросонгот. Фала ви. Се надеваме дека ќе не израдува со некој позитивен резултат. Се надевам и јас ќе работам на тоа, фала. Фала.